Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавија дека иницијативата за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери ќе ја поднесат утре до Уставниот суд. Ова е првиот правен чекор најавен од движењето. Очекуваат дека по поднесувањето на претставката, Уставниот суд честно и професионално ќе си ја заврши својата работа и нема да дозволи кршење на Уставот на Републиката и темелите на независноста на државата. Протестните маршеви ќе ги редуцираат за енергијата да ја вложат во правната битка, најавија организаторите. Маршеви ќе организираат еднаш неделно или тогаш кога ќе сметаат дека има потреба за тоа. Изборот на Талат Џафери е спорен и за експертската јавност. Во гостување на телевизија 24, професорката по уставно право Силјановска вели дека не може да се каже дека изборот на Талат Џафери е легален и легитимен. Силјановска се осврнува и на потегот на Џафери со знамињата при влегувањето во кабинетот на првиот ден. Таа вели дека поставувањето на друго знаме покрај македонското значи поделен суверенитет. Ако вие во стартот, значи, немате зад себе ниту еден глас од опозицијата, а ние сите велевме дека нема парламент без опозиција, и особено не може да има реформска влада ако немате некаков консензус и тука мора да се најде некое решение, вие не можете да речете дека сте председател на сите пратеници. Претставката од граѓанската иницијатива ќе биде втора за начинот на кој беше избран Џафери. Тој веќе е спорен предуставен и од страна на првиот човек на Светскиот македонски конгрес, Тодор Петров. Од граѓанската иницијатива, покрај за изборот на Џафери, најавија и една, како што ја нарекоа, масовна тужба против повеќе домашни и странски субјекти. Од тужбата нема да биде поштеден никој од оние кои ја предизвикаа оваа криза, велат од движењето.